Ubavi se našite planini, sočni se nivnite pasišta i pogodni za razvivanje na naše tovčarstvo. Šára, koľku samo pesni ispel narodniот pevec. Tá so vekovi gi vdahnovува овчарите, единствените наизини жители, да извиваат чудно убави мелодии на кавал. По непрегледните пасишта на Шара, на Бистра, Малеш, по долината на Вардар, во Овче Полско и Струмичко, денес пасат големи стада овци. За дружното овчарење се има и своји одлики. До ослободувањето, овчарството беше сосема препуштено на индивидуалните производители. По ослободувањето, нашата социјалистичка заедница поведе сериозна грижа и за унапредување на овчарството. По пасиштата на Македонија почнаа да се јавуваат нови жители. Во што е разликата меѓу овие две јагниња? Евеа, таа најдобро ја знае овој стопанин. Настана на негов очиглед. Одамна веќе стружњаците по овчарство бараат начини како да се задоволи нашата индустрија со фина руна волна. Меренизација, тука се најде излезот. И луѓето почнаа да дискутираат, ги изнесуваа своите мислења и искуства. И се реши да се оплемени сегашната овца. Дискутираа и самите стопани дали да го изменат домазлакот останат од дедо и предедо. Дали е вредно меренизираните овци да ги заменат оние што кај нас се одгледувале со векови. Дали вештачкото осеменување нема да ги остави овците јаловици. Во работата на вештачкото осеменување се употребувани разни типови овни, во зависност од климатските и теренските прилики и од крвната база. Во борбата победуваше новиот поедар жител што дава повеќе приходи. А еве зошто. Мериномелезите даваат 3 до 4 пати повеќе волна, двојно повеќе месо и многу побрзо растат. Димко жилаво се држеше за старите навики. Додека неговите соселани и блиски ја увидоа предноста од меринизацијата, тој упорно остануваше при старото. Се противеше и си отиде. Но белиот жител се повеќе си пробиваше пат. Во селекционно-овчарските станици по пат на вкрстување се добива нов тип овца од нашата домашна раса. Расплодните овнови, кои се под постојана контрола на стручни лица, се разнесуваат по многобројните пунктови на сите краишта од нашата република.
Меренизацијата беше тема на секојдневните разговори на нашите овчарски производители. Тие постојано и со љубопитство се интересираа за се и се што. Кој ке дојдеше во селото, му приоѓаа, прашаа, слушаа или разгледуваа. И напорите дадоа резултати. Откако се убедија дека меренизацијата е правилна мерка, многу сточари ги приведуваа своите овци во пунктовите за вештачко осеменување. Еве како станува тоа. Секој земен еакулат највнимателно микроскопски се прегледува по пунктовите од страна на стручњаците. Прегледаната сперма се разредува и се конзервира за подолговременска употреба. Предностите од вештачкото осеменување се големи. Најрационално се користат расплодните обнови. Со еден овен, по пат на вештачко осеменување можат да бидат осеменети 1500 до 2000 овци, додека по природен пат се оплодуваат се на се 20 до 30 грла. Потоа, со вештачкото осеменување се спречуваат разните полни заразни болести и така натаму. И ова момче, скришом од татко му, дотера неколку овци. Но Димко размислуваше поинаку од син му и од другите. Меренизацијата ја опфати целата наша република и по највисоките планини и најзафрлените села се отвораат се повеќе нови пунктови. Железните инструменти ги заменија домашните овнови. Особено е голема грижата на стручњаците за правилна и обилна исхрана на овновите спермодарители. Тие добиваат специјална храна која обилува со белковини, витамини и друго. Уште една од предностите на вештачкото осеменување е и таа што може спермата да се транспортира на далечни растојанија со најразлични превозни средства. Стручњаците укажуваат дека за новите рожби треба поголема нега, а тие скоро ќе дојдат. Дотогаш трелото треба да биде добро заградено и покриено. За другите истопанствата приготвуваат топли живеалишта за новите јагниња. Како ќе минат студените денови и снеговите ќе се истопат, а планините и полињата ќе се облечат во нова облека, доаѓаат новите рожби. Јагнење. Зарем има нешто порадосно за овчарот од јагнењето? Сега се потребни поголеми грижи. Треба да се биде постојано крај новите гости.
секако ја донесло и радоста во очите на овие овчари. Во селекционите овчарски станици се вршат и овие споредби на растењето на јагнињата од новата и домашна овца. Предност имаат мериномелезите. Јагнињата ојагнети во еден ден покажуваат во матичните листови осетна разлика во височината, широчината, должината и тежината. Овие две јагниња се ојагнети во еден ден. Напорите од меринизацијата се овенчуваат со успех. Сточари и стручњаци од целата република доаѓаат да ја видат изложбата и се восхитуваа. Изложбата ја посетија и нашите највисоки раководители и им оддадоа признание на производителите и стручњаците. Долгогодишниот труд вложен во квалитетното подобрување на нашата овца даде добри резултати. Овој овен одгоен кај нас е тежок 60 кг и дава годишно по 6 кг волна. За постигнатиот успех на најдобрите производители им беа дадени парични награди и дипломи. Дали не погреши Димко? Дали не погреши што не го остави сина си да ги меринизира тие неколку овци? Би можел и тој, Димко, во оваа стрижба да настриже убави и тешки руна од своите овци. А неговите овци му дадоа најмногу до 1 килограм од грло. Нашите фабрики веќе почнаа да преработуваат волна добиена од домашните мерино овци, така што полека, но сигурно се намалува увозот од странство. За вложениот труд, нашите производители богато се наградувани при продажбата на мерино волната.
До идната година, веројатно и тој ќе се предомисли.